Благодарам. Исто така, сакам да се заблагодарам прво на господинот Оливер Спасовски за гостопримството и за организацијата на овој министерски форум. Исто така сакам да се заблагодарам на Фернандо за тоа што председаваше со форумот и што ја нагласи важноста на овој форум за шпанското председателство. Денес заедно со партнерите од регионот дискутиравме за теми за продлабочување на соработката со ЕУ и партнерите од Западен Балкан за безбедност и миграции. Вчера, мислам дека имаше практичен пример тука во Скопје, во Северна Македонија. Се отвори ново одделение за форензика од страна на министерот во присуство на ЕУ амбасадорот во Северна Македонија и драго ми е што можам да кажам дека ЕУ алоцираше 3,6 милиони евра на тој проект. Со тоа ќе се подобрат истражните капацитети на полицијата и можности за понатамошна координација на активности на глобално ниво, како што спомна Фернандо. Се наоѓаме во време полно со предизвици, ситуацијата во Средниот Исток е во преден план, заедно со нелегалната инвазија на Русија врз Украина. Тоа се само два од предизвиците што се на врвот на агендите за самитот во Брисел на ЕУ лидерите. Партнерите од Западен Балкан се дел од нашето европско семејство. ЕУ и понатаму ќе продолжи да го поддржува Западен Балкан на патот кон пристапување во Европската унија, ќе продолжи да помага во областа на владење на правото, борбата против корупцијата и организираниот криминал. Денес се сретнавме да продискутираме како најдобро да соработуваме за адресирање на предизвиците со миграцијата на најдобар начин и мислам дека добро ни оди во таа сфера заедно. Имам доверба врз основано на нашата соработка, заедничка соработка и ние генерираме резултати. Минатата година заеднички се адресираше проблемот со миграторниот притисок врз регионот на патиштата до ЕУ и имплементацијата на акцијскиот план за Западен Балкан, што го презентирав јас во комисијата во декември минатата година, резултираше со намалување на миграторниот притисок по балканските рути кон ЕУ. Нашите заеднички напори генерираат резултати. Два важни фактори придонесоа за овие позитивни резултати. Прво, подобро усогласување со визните режими со нашите партнери, во согласно со европските визни политики, усвојување на нови статус договори со Фронтекс. Партнерите од Западен Балкан продолжуваат да напредуваат кон усогласувањето со визниот режим, што е важно за соочување со потенцијалните злоупотреби на визната либерализација. Северна Македонија е пример што треба да се следи во оваа сфера. Исто така, од 1 јануари, исто така имаме визна либерализација и за граѓаните од Косово, целиот регион на Западен Балкан и тоа исто така ќе биде тема во делот усогласување со визните режими. Исто така, соработка со регионот и преку Фронтекс, тука Северна Македонија го поплочува патот напред. Вие сте првата земја што го потпиша договорот за соработка со Фронтекс. Минатата година јас и Оливер го направиме тоа и годинава почна имплементацијата на договорот со Фронтекс. Сега ги имаме подписите на овие договори со Црна Гора и Албанија, кои следат по Северна Македонија. Вчера се сретнав со српскиот премиер, господја Брневик, и сме во преговори со Србија за ревидиран статус договор со Фронтекс, што најверојатно ќе се финализира оваа година. И тука исто така сме да се почне и преговорите за договор со БиХ, што ќе следи. Овие договори ќе овозможат дополнително ангажирање на Фронтекс во регионот, што ќе овозможи поддршка за борбата против нелегалната миграција и прекограничниот криминал, заедно со граничните полиции од земјите од Западен Балкан. И тука Северна Македонија е прва. Веќе имаме ангажирано 10 офицери на Фронтекс на границата помеѓу Северна Македонија и Србија, така што вие сте пионери во оваа сфера и драго ми е поради тоа, поради добрата соработка. Потребна ни е заложба и за другите важни столбови за Западен Балкан, за да продолжи имплементацијата со добра динамика.
во делот на азилот и приемот на мигрантите треба да е во сорадба со ЕУ агенциите за азил, регистрацијата на мигрантите исто така е приоритет на агендата. Во делот борба против криумчарење на мигранти, имаме партнерство за регионални активности. Во Тирана се донесе таа одлука за поддршка на партнерите од Западен Балкан. За овие клучни прашања 30 милиони евра неодамна се алоцирани за поддршка на нашите партнери од регионот. Треба да се зголемат нашите заеднички напори за борба против криумчарењето на мигрантите. Гледаме насилни судири и инциденти со мигрантите кои ги вршат криумчарите на мигранти во регионот. Како што нагласи председателката фон дер Лејен, ќе се организира регионална конференција на 28 ноември во Брисел со учество на земјите од Западен Балкан и други меѓународни партнери за ова прашање и во однос на враќањето и реадмисијата и тука се градат капацитетите на партнерите со експертиза на Фронтекс и финансиска поддршка од наша страна. Ефективното враќање е важен сигнал за криумчарите и тука гледаме Босна и Херцеговина ја користи поддршката на ЕУ за имплементирање на да се вратат мигрантите во земјите на потекло. Исто така на агентата дискутиравме за борбата против тероризмот. Последните случувања во Брисел покажуваат дека темата за жалост станува уште важна и треба да ги адресираме предизвиците во тесна соработка со нашите партнери. Денес ги поздравувам постигнатите резултати од усвојувањето на заедничкиот акцијски план за борба против тероризам, што беше подпишан пред 5 години. Денес направивме една рекапитулација како може да се продлабочи соработката за справување со нови закани, борба против екстремисти и екстремистички содржини онлайн и напад на клучна инфраструктура. Исто така го поздравувам подпишувањето на ревидираниот билатерален договор за спроведување на заедничкиот акцијски план со Албанија и Северна Македонија, што минатата година се случи. Сме подготвени за подпишување на договорот со Црна Гора годинава. Исто така зборувавме за прашањето за дрогата и криумчарењето на дрога. Ја делиме загриженоста со партнерите од Западен Балкан за зголемена трговија со дрога. Партнерите од Западен Балкан се важни сојузници за соработка меѓу полициите против организираниот криминал и треба да соработуваме за справување со овие закани. Посебна загриженост е синтетичката дрога која влегува во ЕУ преку овие патишта и тука се зборуваше за зголемената полициска поддршка помеѓу ЕУ, Европол и регионот во изминатиот период, што резултираше во разбивање на повеќе криминални групи. Албанските извршни тела, албанските полиција учествуваа во над 100 емпакт активности минатата година со многу позитивни резултати. И оваа година имаме нови офицери за врска од Албанија, Босна и Херцеговина и Косово, кои се во Хаг, во штабот за развивање на споделувањето на информации и градени капацитети. Ги охрабрувам партнерите од Западен Балкан да понатамошно да интензивираат соработката со Европол и со Европската агенција за следење на дрога и зависност од дрога. На крајот ќе кажам дека ја поздравувам заложбата за јакнење на нашата тесна соработка со партнерите од Западен Балкан за безбедност и миграции. Се покажа дека оваа соработка носи резултати. Ви благодарам.